Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте Што мисли народ на телевизија Стар. Од најавата од денеска знаете кој е наш гост и знаете за што ќе говориме, актуелна тема уште како. Значи, така периодично доаѓаме во ситуации кога се на некој начин интензивираат говорењата, пазарењата, разговорите, барањата поврзани со минималната плата, поврзани со зголемување на платите. А како што се забележува, овие денови како кулминација доживува сето тоа со протестите кои што ги организираат дел од синдикатите. Ги знаеме позициите и на владата, ги знаеме позициите на синдикалците, на вработените. Веќе за утре се најавува дека синдикалците ќе одат и пред стопанските комори. По целата ситуација секако дека тука се и работодавачите, бидејќи и тие се дел од целиот тој диалог и тие имаат што да кажат во поглед на тоа што би значило зголемување на таа минимална плата, што значи воопшто зголемувањето на платите, што е можно, што не е можно. И бидејќи сите треба подеднакво да придонесете да ги слушнеме, ние ова вечер ќе слушнеме од разговорот со претседателот на собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија, господин Ангел Димитров. Господин Димитров, добро вечер, добро дојдовте и благодарам што пак се оdzовте. Како и обично за медиумите секогаш отворени, што е добро. Добро вечер, се надевам дека ќе бидеме интересни и ќе дадеме одговор на некои така недоумици што се ствараат во јавноста. Мислам дека некако реков како периодично да се случува се во ова, но гледате ли некоја специфика во ова што сега го имаме, бидејќи ми се чини дека последните 2 години како да имаме пораст на она што се вели плати во државава но пораст и на цени. Така да, дали гледате некоја логика оправданост во барањето за зголемување на минималната плата? Како гледате на барањето на синдикатот? Прво што велиш као периодично не е периодично, затоа што константно. Тие сакаа и лани да направат така наречено паушално или политичко покачување на минималната плата, но тогаш Сојузот на синдикатите немаше репрезентативност утврдена, беше нерепрезентативен и тогаш владата сама врз база на законот утврди висината на платата, иако во законот пишува дека министерот за труд и социјала или сегашниот економија и труд само ја објавува висината која е утврдена на економско-социјалниот совет, но поради тоа што економско-социјалниот совет не можеше да функционира, владата сама го направи, да беа репрезентативни тогаш и тогаш ќе прави вакви, да не речам, фешти. Но тука станува збор и за лидерството на Сојузот на синдикатите. Новото лидерство начело со Слободан Трендафилов е малку поинакво, многу изричито во своите барања, нема спремно за градење на компромиси и тешко со него се договараме. За жал, од како дојде новото раководство, немаме ни еден колективен договор подпишан. Имате како организација на работодавачи комуникација и диалог со Сојузот на синдикати? Да, комуникација имаме постојано, но штета е што не сме успеале да постигнеме спогодба за нов колективен договор. И баш поради тоа што социјалниот диалог подразбира разбирање и за ставовите на другата страна и спремност за градење на компромиси. Не можете вие секогаш да излезете сами и да речете јас сакам 600 евра и тоа мора да биде крај. Тоа не е диалог и тоа не е чувство за интересите и за проблемите на другата страна. Ми дадовте на почетокот кажавте нешто што би сакал да го појасниме малку, рековте паушално и политичко. Така некако зголемување на минималната. Ајде да разјасниме што мислите со ова. Бидејќи мислам дека како да има корен во себе ова на целата ситуација. Па најдобро е да ви кажам со бројки ќе видите кога имало паушално зголемување. Значи, прв пат минималната плата во Македонија беше во јануари 2012 година и таа беше утврдена на висина 8050 денари за целата држава и тоа беше 39,6% во однос на просечната плата. Така. Тогаш што законот се предвиди дека таа ќе расте на база на економски критериуми и тие беа 3 критериуми. Значи беше 1/3 од растот на просечната плата, 1/3 од растот на GDP, значи бруто домашниот производ и 1/3 од растот на инфлацијата или трошоци на живот. И што се случи? Веднаш во следната година таа порасна на 10.080, но 2017 година ако се идеше само со
И тоа беше 44% во однос Веќе зголемување во однос на просечната плата. Но 2017 ако се идеше со тие критериуми, економски критериуми на база на законот, не можеше да биде 12.000 и тогаш се донесе одлука политичка или паушално од ракав, така да се каже, 12.000 и тогаш нашата минимална плата отиде 51% во однос на просечната плата. Половина и Што е веќе на граница од тоа што се смета нормално во Европа, бидејќи Европска директива предлага на земјите членки минималната плата најдобро се движи околу 50% од просечната. 2018 немаше таков притисок и таа порасна само за 8 денари или дури падна 50% однос на просечната. 2018 јули-декември исто 12.165. 2019 имавме пак паушално зголемување 14.500, тогаш отиде 56% во однос на просечната и најголемото зголемување беше 2022 од 15 на 18.000, тогаш веќе нашата минимална плата отиде 58% во однос на просечната. И тоа ви кажувам е рекорд. Тоа го кажа Славевски, па после овие синдикатите го земаа. Рекорд во однос на она што и во европските Во држави, Европа, на Балканот. Највише во Европа имаше Словенија од сите европски држави 51%. Ние не само што ставивме, ја сменивме тогаш методологијата по барање на синдикатот, ние го прифативме тоа. Тие сака да не се земе во предвид продуктивноста, тоест растов на БДП, пошто знаете растов на БДП ова наша напатена државичка во просек сите овие години не може ни 3% да има, околу 2,7. И тоа не се свигаше, вика ај само инфлацијата и просечната плата. 50% сега од просечната плата растот, 50% од инфлацијата. Јас тогаш ви веле вака, ако сакате најреален податок, тогаш треба да земеме целата инфлација, дури слободно рече, целата или 100%, да, целата инфлација, со цел да се инфлацијата не ги фактички намалува куповната моќ на минималната плата, реално да остане иста, и плюс целиот раст на БДП, заради тоа да следе продуктивност. Так. Но тие дали и беше страв дека јас ќе ги зафркнам нешто, не знам што, иако тогашниот потпредседател на влада Битичи рече, пазите, ова ангел што ви го предлага на долг рок ќе ви добиете многу повеќе, но тие не сакаат така и го прифативме ова. Сега со ова зголемување, со овие критериуми, таа се движи од 58%, 56%, 57% и во овој момент ако се согласно закон ќе се движи некаде околу 60% и пак ќе биде највише во Европа. Сега, паушалното не ги зема во предвид економски критериуми. Да речеме синдикатот излегува со нивни ставови дека фактички платата воопшто не растала, само цените растат, што воопшто не ги покажува статистички податоци. Бидејќи просечната плата во овој период 25-та во однос на 24-та е раст од 9,2%. А додека инфлацијата е некаде околу 4,2%. Значи реален раст имаме на платите за 5%. Реално, без инфлација. И не можете вие да кажете сега немаше раст, само цените растеа. За да им одговориме само на еден дел, ќе се вратиме на ова. Често пати ќе се каже дека зголемувањето на просечната плата е заради тоа што во јавниот сектор се зголемува, во приватниот не толку многу. Дали има основа во тоа па да се обесправени вработените во приватниот сектор од тој аспект? И во јавниот сектор имаше големи разлики, Говорам од едни за просечната до други, зависи од кои. Овие сега што добија да речеме договор до 2028 да дојде 40%, беа до сега најутепани затоа што има најниски плати. Так. Значи тоа е од синдикатот на Суткос. И фактички економските критериуми ако иземе било кој, ево да го земете инфлацијата. Земете растот на БДП, земете растот на просечни плати, било кој раст, па дури на растот на производството, на извозот, немаме ние моќ да издржиме пораст од 47% колку што изнесува 600 евра во однос на минималната плата сегашна. Во однос на моменталната било зголемување за 40%. Да, било за 47%. Тоа е огромно зголемување и фактички тогаш минимална плата би било 80% замисли од просечна плата. Ќе ни се чудат сите, да не речем, ќе ни се смеат, бидејќи видите, ако ја поставите минимална плата на многу високо ниво, таа предизвикува проблеми во економијата. Прво, ако е таа многу висока, работодавците ќе пробаат тие зголемени трошоци ги префрлат на цените. Тоа најлесно се прави, да речем, во угостителството, кај нас, во оние дејности кај што немаме голема конкуренција и најмногу на домашниот пазар. И тоа автоматски влијае на цените.
И факт е дека секое ненормално зголемување надвор од растот на продуктивноста предизвикува инфлација. Тоа не е само кај нас, тоа било многу држави. Така ли треба да се толкува изјавата на не може да се сетам сега на кој беше дека на Клековски дека ако се зголеми на 600 евра, дека нереално ќе се зголеми куповната моќ на граѓаните. Дали во таа насока е тоа? Мислам само да прокоментираме, не можеме да знаеме точно што сакал да каже. Па нереално би било, тоа се случи 2022 во однос на 2021, која отиде на 58%. Значи 21 имаме инфлација од 3,2%. Во 22 инфлацијата отиде 14,2%. Значи никој не може да каже дека не влијаела на инфлацијата. Таквиот голем раст. Но проблемот ќе се јави кај оние компании кои не можат овие големи трошоци ги префрла на цените. Да речеме тоа е кај извозници, оние што работат за странскиот пазар, бидејќи странците нема нас да не ги прифатат нашите желби за поголеми плати. Па дури овие што дошли од тир зоните, дошле за да плаќаат македонски плати, не да плаќаат германски плати, и у секој случај тие компании ќе почнат со намалување на бројот на работници, а потоа и со затварање на Затоа сакам да ја поставиме работата вака, ќе продолжите со она што го имате. Меѓутоа, навикнати сте кога говорите вака да ви зборуваат дека не ви е гајле за работниците, дека мислам работодавците си купуваат джипови, не сакаат да даваат повисоки плати, затоа се противат на зголемување на минималната плата и така натаму и така натаму. Што всушност можат да бидат последиците реални не за Ангел Димитров, не за било кој работодавач, туку воопшто за економијата во државава. Дали има навистина нешто што може да биде опасност од такво зголемување и кое е реалното зголемување кој што би требало да биде на минималната плата? Видите, таквите Мислам сте навикнати тие коментари ги има постојано. Таквите коментари произлегуваат од ССМ, од синдикатите кои се поставуваат како непријатели, противници. На одредени финти да докаже дека се во право. Да речеме тие земаат некои податоци од вкупните профити на компаниите у Македонија, па ги делат со број на работници и вика 10.000 евра по еден работник имате профит. А плата не му дадат. Не може тоа така да го направите, затоа што вие да ги земете само на првите 10 компании у Македонија профитите и се повеќе од 50% од цела Македонија профитите. Значи, дури и конвенцијата на меѓународна организација на труд вели кога се зборува за минимална плата треба да се мисли на најниски платените работници и на компаниите со најниска додатна вредност. Таму е проблемот, не е проблемот кај високодоходовните компании кои, да речеме, 3 банки у Македонија имаат повеќе профит него цела индустрија у Македонија. Бројките покажуваат дека ваквото ненормално зголемување на минимална плата директно влијае на намалување на бројот на работници. Ја ги имам бројките 2018 до 2024. Така. Да речеме, преработувачка индустрија од 136.000 работници паднала на 126, значи тоа е целата преработувачка индустрија или падна 7%. Производството рибарство и аквакултура паднала за 25%. Производството на облека, она што го има во Источна Македонија, многу паднало дури за 49,3%. Значи од 34.000 работници паднале на 17.400. Производството на кожа веќе тоа е на умирање, од 4.085 паднало 1.217 или упрецовно 70% број работници. И сега вие да кажете дека нема да предизвика негативности и така натаму, тоа е најмала рака неозбилно. А имат и исто така направена една анализа која ја правеше Бранимир Јовановиќ и Тевдовски, и тоа анализа, ја не велам дека нивните математики не се точни, но податоци на кои ги прават тие математики воопшто не одговараат на она што сакат да го докажат. Бидејќи тие ги споредуваат податоците од 21 година, која беше од 22 58% и 23 година која е 58%. Дури потоа падна на 56%. Значи, вие треба да земете податоци кога имаме раст на минималната плата во однос на вкупната плата. Тогаш ќе ги видите негативно сите. А ако паѓа, номинално може да расте минимална плата, не е никаков проблем, ама таа да не отиде над 57-58% во однос на просечната плата. И тогаш ќе се покаже дека навистина, што е и економски докажано од многу врвни економисти, дека ненормалната потрошувачка, која не е покриена, а тука платите влијат многу, не е покриена со зголемување на продуктивноста во една држава, води кон инфлација. Што предизвикува како реакција зголемувањето на минималната плата после, за да знаат граѓаните, бидејќи нели некој ќе каже, па што минималната вие не треба да давате минимална, нели? Како влија? Јас се слагам дека не треба да даваме минимална,
Но Тоа ќе го кажат. И но- нели да. реално Минималната плата е за најниско платените работници, за оние со најниско образование, тоа најчесто се или хигиеничарите, Тоа е загарантирана практично. портирите, чувари и така натаму, не за подобрите платени работни места. Но вие ако имате дејности каде што просечната плата ви е на вас сега 29 или 30 илјади и вие минималната ставите на 36, што да прави тој работодавач? Или на сите треба од првиот до последниот да ја даде иста плата и пак има зголемени трошци кои тешко ќе ги покрие, или да ја затвори компанијата, или овие послабите сите да ги напушти веднаш. Затоа што се работи за ненормална работа. Не може минимално да биде поголема од просечна плата. А ние имаме, замислите, и добри дејности кои имаат пониски плати од тоа. Да речеме, вадење на јаглен и лигнит, тоа е рек битола и вадењето на јаглена руда. 31 и 390 е за 10 месец 25. 31, а вие сакате 36 да му ставите минимална плата. Значи нема никаква логика, нема економски логики за такво големо зголемување на минималната плата. Но како најчесто се преговара за минималната плата. На кое ниво е разговарањето за платите воопшто на работниците? Ајде, тоа е рековме за доредни категории кои што се на такви работни места кои што се толку платени и тоа не е ништо чудно, не треба да кажеме дека е тоа нешто ново. Но генерално дали се преговара и дали синдикатот преговара за зголемување на платите воопшто во приватниот сектор? Не само на минималната Многу плата. добро прашање поставите затоа што тука ќе излезе на видело пак како да кажам, тај паушализам на синдикатот. Тие предлогот нивни е вако сега. Минимална плата од 600 евра и 6000 денари на секого. На сегашна минимална плата покачувањето до 600 евра е 26, не, на 500 е 26-47%, или некаде 12.000 денари, а на другите работници треба да ја дајте по 6. Тоа автоматски ги поништува коефициентите што се утврдени во општиот колективен договор за стопанството. Бидејќи ние имаме коефициенти утврдени и тоа е закон во државава. Сега тоа што не се контролира од страна на инспекциите и за тоа не се изрекуваат мерки, тоа е друго прашање. Но нашиот колективен договор што е потпишан со синдикатот вели, ако работиш посложно работно место кој бара да речеме средно стручно образование, не може да има иста плата, мора да има коефициент 1,20 во однос на оној со основно образование и што работи едноставна работа. Значи коефициентите автоматски ние да прифатиме такво нешто, мора да го менуваме колективниот договор и сите коефициенти да ги избиеме тука во една мала врата, затоа што не е исто 6.000 денари на оној што зима 30.000 плата и на оној што зима 50.000 или 60.000 и 6.000 денари. Практично ќе се намали она што е утврдено, нема да се почитува колективниот договор практично на тој начин. Не само што не се почитува, многу полошо е што ќе се демотивираат добрите работници. Значи во моментот кога се качи 18.000 денари, пошто кај мене работниците во конвекција да работат на учинок. Значи тие имаат за 100% остварена норма над минималната плата, ама има работници кои земаат помала плата. И кога ги јас дотирав тие со пониска плата, ми доаѓа работници вика директоре, па не може бе вика таа 5 пати излегува да пуши у текот на денот и ја вика цел ден на машината што им 130% за има иста плата. Значи самите работници, оние добрите работници ги демотивираде. И тоа се покаже со анализата што ја правеше професорот Петрески, Маријан Петрески, дека ние во тој период на место да ја зголемија продуктивноста, падна продуктивноста во државата. Но како се движат платите? Ајде да говориме работници кои што работат по учинок, говориме воопшто за приватниот сектор. Дали имаме таму зголемување кое што ги следи и инфлацијата, ја следи и порастот на стандардот и така натаму? Па јас мислам дека и кажав податоците, значи ако имаме 9,2 пораст на просечна плата, а инфлација имаме 4,2, значи реално платите пораснале за 5% во 25-та. И тоа не ради растот на минимална плата, затоа што кажав лани минимална плата минимално порасна, немаше ни економско-социјални совет, но заради тоа што работодавачите се свесни дека мора да го наградат добриот работник оној што донесува во компанијата нова додадена вредност. Бидејќи ако тој не го наградиш, ти ништо со хигиеничар и портирот нема да направиш. Тие не донасаат нова додадена вредност. Ако гледаме на ситуацијата, реков и на почеток, практично синдикатите бараат, владата често пати знае да каже
договорете се, ние не можеме да отврдиме, договорете се вие, ние ќе ја минуваме на некој начин, ќе ја одредиме. Колку има може да се договори и кој е ставот на работодавците практично во поглед на таа минимална плата? Како да се одреди во моментот? Колку да се зголеми? На кој начин? Што е вашиот став? Значи, нашиот последен став, што е утврден на Организација работодавачи, е дека во овој момент не постојат можности за паушално зголемување, туку треба да се направи законско усогласување на висината на платата со порасот на инфлацијата и со просечната плата, и тоа би било некаде околу 7% во однос на сегашната плата, некаде до 26.600. Евентуално, ако владата покаже интерес да на тоа зголемување не се плаќаат придонеси, тогаш автоматски може уште за 50% да биде зголемувањето поголемо, значи уште 1000 денари да биде повеќе. И тоа е максимум што бива, бидејќи мене ми е смешно кога ги читам извештаите кои се расправа, да речеме, германските синдикати и работодавачи за околу минималната плата. Таму е на час. И знаете, се расправаат за 2 или 1%. А ние се расправаме овде за 47%. Значи немаме логика во тоа што се расправаме. Мораме да имаме, што викаат турците, усул. Мораме да имаме разбирање дека она што предлагаме нема да предизвика големи проблеми на држава. Пак ќе кажам, кога ве слушаат и луѓето обично ќе речат овие си гледаат за себе. Меѓутоа, како да им објасните вие дека практично нема работодавецот да ги трпи само последиците, туку што се може да биде последиците по економијата? Можеме ли како да се постигне зголемување на платите, но и економски раст и стабилност економска? Сега ќе ви кажам, последните денови кога ме гледаат моите колеги, посебно од текстилците, на емисија и ми се јавуваат, и да ви кажам право дојдено преку глава. Значи, колеги мои овде у Штипко имале 7 работници, се имаат 100 работници, вика Ангел, да можем и ова, дури зграда и секе продана, вика и усвет ке фатам. Значи, не можат луѓето да сватат дека отварањето на компанија, значи преземање ризик и да направиш своја компанија, да вработиш луѓе, да земеш кредити така натаму, е само стварна желба на оној поединец што сака да ризикува и да стане предприемач. Вие може да донесе закон да ги затворите компаниите во Македонија. Да речете сите лоши компании ги затвараме. Ама не може да донесе закон во кој на тебе ќе ти наречат, тони ти мора да отвориш фирма и да вработиш 20 луѓе. Тоа не може. Мора тони да има интерес, значи мора да има одреден профит, за да сето тој ризик што го превзема со отварање на компанија да му се исплати. Ако карикираме, не може работодавец во приватниот сектор да се постави како државата како работодавец. Не може. Во никој случај. Затоа што малку поинаку стојат работите. Ние за жал се уште малку социјалистички размислуваме, тоа е промена на системите кај нас за жал доаѓаат со сила. И во социјализмот од едно феудално општество Тито ни донесе закон за социјалистичко самоуправување. И сега кога се одделивме од Југославија, со промена на уставот напишавме веќе основно управување не е трудот, тука е капиталот, и мислевме готово со тоа сме ги решили проблемите. Не е така. Додека не се свати дека во капитализмот основ за развој на државата, на општеството е приватна иницијатива. Ако немате вие приватна иницијатива која сака да отвара нови работни места, да инвестира дел од профитот во нови отварање, нови инвестиции, нови машини, така натаму, ќе замре капитализмот. Ке нема, државата не отвара веќе фирми. Мора поединците да отварат компании. И затоа мора чувството за предприемништво да го подигне на повисоко ниво. Тоа треба и во образованието и секаде. Во Америка, да речеме, секој почеток на учебна година не држи ректорот предавање и говор, држат видните бизнисмени кои треба да бидат, да се гледат младите во нив. Да речеме еден Илон Маск или они успешни, сите да сакаат да бидат као него. А кај нас ние мислиме предприемачот е нешто најлошо во општеството, а сите сакаме да земеме даноци и плати и придонеси од него. Значи мора да мајцепот да го смениме. Мораме малку да сватиме дека овој систем не се заснива на тоа сите да чекаме од државата ни даде. Да го закружам овој дел со таа минимална плата и протестите, каде гледате можност за решение? Дали треба да биде основа работодавачите со синдикатите, преговори, разговори, диалог, да се најде некоја средина, да се најде решение? Кој ќе го реши се во ова, бидејќи владата кажа, ние немаме да ги дотираме, да ослободиме од тоа сакам да го објаснам. Значи, синдикатот вика вака, ние со работодавачите се договоривме пред 2 години да имаме пораст на платата на 500 евра, а владата ги плати придонесите. Таков договор не постои во облигациите.
Као јас и ти ќе се договориме на твоја газда да мора да ти купи Мерцедес. Так. Не може да му наметнеш некому нешто. Не може на трет да му наместиш. Ние не може на влада да и наредиме затоа што сме се договорили со синдикат. Од друга страна владата излезе отворено и кажа дека нема средства за такво нешто. Нема за да ги функционирање на придонесите. Така да најверојатно владата мора да учествува на крајот на кришата, бидејќи ти треба да гласа. Како што 2022 не нагласаат нас, владата и синдикатот, ние бевме против за покачување од 15 на 18, сега мислам дека ќе биде обратно. Затоа што оваа влада е свесна дека ненормално зголемување на платите ќе и донесе големи проблеми и на држава, а не само на работодавачите. Бидејќи падот на работни места, падот на особено на извозот, во услови кои имаме огромен трговски дефицит и се задолжуваме страшно за 15 години над 10 милиарди евра се задолживме, не може тоа вечно да биде. Значи државата, знаеш, синдикатите многу едноставно си ги сваќаат работите. Они мислат, знаете, државата се исто. Ако се покачат платите, вие ќе плаќате повеќе придонеси и државата од еден джеб во друг. Не е така. Државата треба да обезбеди поголемо нето за нивните државни службеници, не само придонесите кај нас што ќе бидат. Така да државата е свесна дека во овои услови кога се бориме сите странски делегации и Европска унија и вика, внимавајте Македонија што правите со долгот и затоа мора буџетскиот дефицит да се намали. Како ќе се намали ако ние се донесеме одлука да ја качиме плата на 600 евра на сит? Генерално финансиските движења се не баш поволни, ние слушнавме различни мислења за буџетот и за се. Меѓутоа, добиваме впечаток дека она што го споменавте, конфекциите, да, веќе длабоко се во таа фаза која што имаме говорено повеќе пати во минатото на згаснување полека на тој сектор во Македонија. Добиваме впечаток дека практично на крајот на минатата и оваа година како многу од нив да се во под знак прашалник, не само конфекциите, воопшто оние што работат за бидејќи кризата во Европа влијае. Што е она што е опасно за македонската економија во моментов, не само за конфекциите, воопшто, бидејќи ние сме поврзани, ние работиме со Европа и со свет. Најлошото е како вика старите, копај бунар не плукај во стариот. Ние не копаме воопшто нов бунар, а сакаме стариот да го затвориме, да го затрупаме. Ние сакаме не сме одлучиле каде ќе се преструктурираме, така? Сакаме повисок стандард, сакаме богати компании кои ќе даваат големи плати, ама тоа не сме успеале. Мислеа некои дека тоа ќе се направи со тир зоните, кои ќе влезат и дадо огромни привилегии, 10 години без плаќање на придони системи. Таму реално беа обесправени домашните инвеститори, да видиме реално. Успешни работници, место да земаат необучени од заводот па да ги обучуваат, ги земаа искусни работници и сега поготово ги фати кризата на автомобилска индустрија и тие почнаа да намалуваат работници. Ние немаме каде нашите луѓе кои работат во конфекциите и со 50 години да отидат сега. Верувајте, ќе остана само како социјални случаи. Кој ќе ги земе? Тирзовите веќе не вработат, особено па не над 50 години. А тие се веќе и стари да заминат надвор, странство. А кај нас голем дел се веќе во тие години од работната сила. А најголем дел се над 50 години, па не верувате некоја жена на 50 години сега ќе иде да куварица да речеме у Хрватска или да чисте, да мие чини. Не верувам. Тоа младите може да се одлучат, ама постарите не. И затоа ние треба да дури државата на еден начин да не обештети, особено заради фиксниот курс на еврото. Ние сме најкао извозници, а особено лонашите кои се нето извозници кои немаат увозна метража на материјали, као што прават тирзоните, сме најоштетени. Затоа што јас бев у Србија пред 2 месеца и кога гледам 117 динари за 1 евро, кај нас 61. И сега замислите, 5 евра кај нив колку е? 5 евра кај нас колку е? Дупло повеќе динари добиваат, а платите во Србија не се 2 пати повисоки од нашите плати. Така. Не се тие се 10-15%, а добиваат дупло повеќе динари. Значи, нивниот извоз е поконкурентен и затоа они имаат и поголем раст на економија. А ние, сиротите, ни паѓа извозот, ни паѓа индустријско производство, земаме нови кредити и се надеваме дека нешто ќе дојде, ќе не оправи. Тоа само од себе нема да се. Од друга страна го имаме проблемот со работна сила. Тоа е сосема јасно. Се помалку има работна сила. Не зборувам пак само за конфекциите, да се разбереме и за текстилот. Воопшто се преориентираат, нешто работат од дома, нешто работат по интернет, не можете да најдете работници. Сите се жалат на сето тоа. Како ќе се речи тоа, бидејќи во овој момент не се жалат затоа што нема доволно работа и опаѓа конкурентската способност. Дали е тоа? Странците заменуваат по Бангладеш, по Пакистан, по Индонезија,
Така да, ево да речеме во конфекција кај што е водам, ние 60 луѓе сега намалихме се една. Но дали е тоа, господине Димитров, резултат моментално период? Често пати се знае почетокот на годината, малку се во криза, пак нема работа, или е веќе тренд? Не. Значи затоа ги кажам сите овие податоци до сега. Друго е да имате вие 40% минимална плата во однос на просечна, друго е да имате 60% како што минимално. Така ќе биде некаде, да. Значи не може да ги споредувате тие периоди со овие периоди. Значи тогаш Македонија беше многу поконкурентна него сега, затоа што ние многу ги качивме платите. Значи од 2004 до 2024 за 20 години платите во мода се покачени за 270%. Значи од 100 динари станале 370 динари, а цените на нашите услуги, на нашите производи порасне само за 70%. Добро. Значи тоа е тако контракт да те прави не конкурентен и затоа странец, затоа што ние сме странска компанија, 55% странеци доаѓа ги вика, извините, ама за 2-3 години може би ќе работите после тоа. Ако не се лажам, и ти диктираат дали ќе имате нови вработувања, дали ќе зголемувате број на вработени и слично. Секој диктираат, не, значи сакам да кажам кога кај нас е собственик, доминантен собственик, значи има над 55% од фирмата која не му е грижа што ќе остане луѓето на улица, па што би останало оној што уопште нема капитал вложено тука, што само може да каже телефонски да јави, извините, од утре не добивате налози и готови сте. Но добро, каде е проблемот? Значи ние очигледно дека имаме ситуација која некои паралелни реалности имаме очигледно во држава, бидејќи ако работодавачите, ако компаниите тоа цело имаме една реалност и една замислена наша како сакаме. Сакам да кажем немаме две туку. Реалноста е една, а ние другата си ја замислуваме како сакаме да бидеме богати као словенците, као хрватите. И хрватите сака да бидат словенци, ама се уште не можат. Сакаме да имаме плати као што имаат богатите држави. Ако е така само желбата, тогаш зошто Бугарија е членка на Европска унија нема исти плати као Германија, да речеме. Зошто имаме ние во држави се уште во свет кои имат 5-6 илјади долари по жител, а имаме држави имат 50 илјади долари по жител. Па нека донесат одлука синдикатите, нека ја качат платата 2000 евра и супер. Значи не е ствар на желби као што мисли синдикатот, ствар е на како да направиме услови да работиме поплатена работа. Значи ова вие што рековте младите интернет, на тоа е пак многу поплатено него текстилот. Но додека ние не направиме можност за нашите луѓе да работат по пропозивни дејности, да донесат повеќе, овие старите што ги правиме. Но добро, ако се вратиме назад, да, работниците имаат право да бараат и да бараат. Начинот кој е ќе го изберат, дали протести, дали што. Работодавачите сакаат да обезбедат услови, меѓу другото и да заработи нешто, бидејќи вложува ризикот е поголем на работодавецот и на собственикот на компанијата отколку на работникот. Што може да направи државата? Бидејќи добивам впечаток како да во интерес на понекогаш и на политички цели се донесуваат политички одлуки кои што немаат врска со економијата и можеби затоа доаѓаме овде. Видите, да имаме ли капацитет како држава? 2012 година која донесеме прв пат минимална плата за дејности кои имаа просечни плати, пониски тоа, имаше период на усогласување. Значи кога беше 8050, текстилот беше 5750. Значи тогаш државата беше свесна дека овие дејности не може да издржат таков удар на еднаш. Сега државата слично може да направи за овие дејности одредено леснување. Не и треба леснување на банките и на осигурителните и на Телеком и на не знам гигантите у Македонија и треба леснување на ваквите дејности, а тоа се некаде околу 60.000 работници. Значи тоа се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дејности, да не изборувам овие заштитарите, обезбедување имоти лица, пошто тие се мали фирми. Ама тоа се 60.000 луѓе, не е тоа малку. И може би државата, верувам дека и уставно би било, бидејќи како било 2012 уставно, и сега би било уставно, не мора да биде тоа субвенционирање на да речеме на платите. Нека биде да речеме одреден додаток заради курсот на еврото. Заради изгубените приходи од ваквиот фиксен курс на еврото. Со што би добили вработените, би се олеснило и да се дават повисоки плати на компаниите и на инвеститорите, исто така би се... Бидејќи вака ако се продолжи текстилот навистина и дрвната индустрија, текстилот, па дури дел од преработувачката индустрија е осудена на пропаст. Гледате ли, бидејќи ние да, се бориме секојдневно, ова е моментална ситуација за минималната плата, дали ќе има работа компанијата, дали нема да има работа компаниите воопшто. Тоа е секојдневна битка на сите компании. А гледате ли вие во стратегиите кои што ги прави државата
насоки дека размислуваат за други правци, за реструктурирање на нашата економија. Бидејќи јасно е 20 години можеби говориме дека комисиите ќе дојдат во таква ситуација и не само тие, многу други дејности веќе не се тоа што биле. Па тоа што се говорело не било случајно, значи тоа било заснивано на искуството од другите држави, затоа што 76-та година и нашиот газа во Германија имаше 300 работнички, ама платата беше кога стигна 800 марки тогаш, тој веќе не можеше да издржи и ја затвори. Отвори во Романија, отвори кај нас, сега работи во Бангладеш најмногу. Значи тие се селат секогаш кај што има поевтина работна сила. Така да со право економска логика едноставно. Со право луѓето предвидувале дека кога кај на стандардот ќе порасне повисок, дека текстилот, посебно лом производство, нема шансе да опстане. Можеби ќе останат помали компании што ќе работат нешто сопствени производи, венчарници, ова на нешто за домашен пазар, но бројот на работници од некогашните 63.000 нема да биде ни 6.000. Тоа е факт дека така ќе биде, ако нема некоја поддршка од државата, барем во овој период на транзиција, додека тие постари луѓе не отидат во пензија. Значи, тоа е економијата неумоллива, тука нема милост. Јас кога кажувам дека за 20 центи ја затворија фабриката во Романија, и некои пријатели ми вика, добро, зар немат ли толку малку хуманост ова? Каква хуманост? Тој рачуна 3 милиона кошула, по 3 евра разлика меѓу нас и Бангладеш, тоа е 9 милиона евра. Што ќе му значи него мода Седе Николе за 9 милиона евра, он ја купил за 600.000 евра. Значи, ништо не му значи. Ама тоа е истото размислување кај нашите газди. Значи, виле, што јас ќе работам без профит, без ништо и ќе се нервирам секој ден, ќе затварам све, ова што имам капитал, ќе си отидам у Грција на море, 3 месеца ќе си уживам, ќе изнајмувам 3 апартмана, ќе зимам повеќе профит него сега што имам. Затоа што последните години веќе нема профит од текстил. Се живее од ден на ден за да се задржи капиталот, бидејќи тие машини се свесни, ако ја затвори фабриката, не може тие машини никаде да ги продаде. Нема веќе интерес за тие машини. Така да со сила се одржува, но пак ќе кажам, значи економијата и предприемништвото е логична работа, не е нешто на база на емоции сега ќе работи. Забележувате ли се менува ли структурата на бизнисот и во Македонија, бидејќи за конфекциите реков говориме долго време, меѓутоа има и други области и се оди кон други насоки. Дали сме ние подготвени? Па IT индустријата нешто некојаш ние бевме 5 пати поголеми од нив, веќе тие полека не стигнуваат и тоа е добра работа, ама не може сите само со IT да се бават. Значи, ние треба во сите дејности да ја зголемиме додатната вредност. Да речеме во металпреработувачка индустрија, на место лимови, обични да мотаме и да ги извезуваме надвор, треба да правиме некои производи од лима, не обични лимови. Треба да инвестираме многу во енергетиката, затоа што сега струјата ќе биде многу важна и за вештачка интелигенција, за се струја ќе фали. А ние имаме толка големи водни ресурси неискористени у Македонија, една Вардарска долина и така натаму, која би била голем поттик и за отварање на странски инвестиции туку Македонија кога има сигурна електрична енергија. Но многу споро се менуваат работите. Значи стратегии имаме, донасаме најновата стратегија сега се усвои за долгорочен развој на држава, но кога ќе прашаш некој од овие изготвувачите на стратегијата, кои директно се внеле внатре, тие ќе ти кажат, знаете, ами ја ги кажав на владата, ама таа нема слух за таа работа. Значи пак останува на политичка одлука за тоа како понатаму ќе се движиме. Ние сме многу исполитизирано општество. Партиите на прво место го стават нивниот партиски интерес, па дури после интересот на државата. И тоа е катастрофата за државата. Очигледно дека економијата не е само прашање на самата економија, туку целиот систем во државата, па и политиката и државниот апарат, се е вклучено, бидејќи ако имаме толков државен апарат, ваква економија колку ќе може да го храни, и тоа е прашање, и тоа е легитимно прашање. Вие на таа продуктивност, значи ние ни финансираа малку од Меѓународна организација за труд и порачавме едно истражување, Благица Петерски и професор Маријан Петерски го правеа, за продуктивност во Македонија, споредно со Европа и така натаму. И тоа покажа дека не само што имаме ние 43% во однос на европската продуктивност, туку имаме многу големи разлики во самата држава. Значи, странските компании, поголемите компании се случува да имат 14:1 однос на продуктивност во однос на микро и малите компании. Ние имаме многу микро и мали компании кои немаат никакви човечки капацитети. Најчесто еден човек, уште двајца му помагаат или тројца. Тие микрокомпании имаат проблеми со пристап до финански средства.
А од друга страна, вие што го рековте, доброто управување е една од клучните фактори за добра продуктивност. Значи, владење на правото, функционирање на државните институции, намалување на бирократските процедури. Вие сте свесни дека и самата држава се жали од бирократски процедури, а таа ги прави. Да речеме, кога зборувате за капитални инвестиции, за градење на автопатиши, не знам што, една институција се жали од друга институција, била бюрократизирана, не можела да добие дозвола. Абсурдно до крај. Тоа е абсурд, невиден абсурд. Значи, кога може една Германија да пишува во нивна стратегија дека мора да се намалат процедурите бирократски, а ние се уште сме толку бирократизирани, имам толку многу институции што утре ако има некој проблем, не се знае кој е надлежен. Овој вика јас не сум надлежен, ти вика не, ти самите не знаат зашто се надлежни, зашто не се. Самите не знаат кој е надлежен. Значи тоа е страшна работа. Една работа ме изненади што ја кажавте дека можеби во моментов и не е толку проблем недостаток на работна сила бидејќи се помалку има работа. Но генерално често пати слушаме дека има потреба од работа, а немаме доволно работници. Ќе гледам дека имаме работници од странство. И ова со мигрантите и така натаму. Какво е пазарот на труд кај нас е многу како да ти кажам хаотичен. Значи, од една страна имаме над 90.000 луѓе кои се пријавени во агенција за вработување као невработени. Катастрофа е што половината од нив се само со основно или без основно, значи немаат ниту средна школа. Кога ќе распишете оглас, тешко се јавуваат, нема активни. Кога распишуваш оглас некаде 10 до 15.000 има празни работни места, значи кога бараш преквалификации и обуки кои државата ги финансира да се јават тие луѓе на обуки, не се јавуваат, значи или работат на црно или не сака да изгубат социјалната помош и така натаму. Значи многу лоша состојба. Значи 11% невработеност е висока, се уште доста висока невработеност, но таа не е реална, таа е фиктивна невработеност. Да, ако имате невработеност, ако барате работа, немате апликанти. Така. Каде си? И затоа прво што треба да направиме да си го расчистиме тој спис, да видиме каде се тие. Еднаш се најавуваше пред 2-3 години, ништо не се направи. Се најави нешто, се направи само еден спис, еден регистар, не знам на кој беше, дали на социјални случаи кои ги фати овие што биле надвора, користели така натаму и толку и се застана на тоа. Тоа мора да го направиме и се разбира дека мора да државната администрација да намалиме помала, поефикасна, помотивирана, со повисоки плати, нема проблема, ама не таква гломазна како сега што има. Очигледно дека реков и политиката си има свое влијание и државата треба, ама нели ние сме исполитизирано општество и сето тоа не верувам дека ќе се смени толку брзо. Што прогнозирате за економијата наша? Како организација на работодавачи? Ако не направиме нешто од ова што го зборуваме сега, значи да владење на правото, бирократизацијата, реформа на институциите, реформа на образованието, повисоко образование, со квалитетот на нивото на квалитет на образование на дипломите, многу тешко ќе ги менуваме работите. Значи, тие се основни работи кои се предуслов за понатаму да го развиваме и предприемничеството и да ги осмелиме луѓето дека ова држава има иднина да земаат кредити овде да градат, а не да градат надвор од државата. Гледате што се случи сега со камионџиите, која штрекува, па тие половината од нив ќе отиде до Бугарија, ќе се пишат бугари, ќе возат со бугарски пасоши и нема да чекаат на граница, као европјани ќе си минуваат, нашите ќе висат на границата и ќе си поминуваат, значи самата нужност ќе натера фактички да отворат фирма надвор и да инвестираат капитал надвор, што е катастрофа за оваа држава и така сме со многу малку капитал да вложуваме таму. Од друга страна пак земите го односот на депозитите у банките. Граѓаните имаат 4 милиарди денари депозити. Значи, луѓето не се осмелуваат да инвестираат у ништо, освен ако купат некој стан, купуваат и се станови чине дека најмногу, тој е сигурно, дека па можеби ќе го изнемат, па и да не го изнемат, ама цените растат цените и нема да загуби. Ама потешко е да вложат во врзници или акции, тоа е понесигурно, значи станот е посигурен, а најнесигурно е да купат машина да почнат да произведуваат нешто. Тоа значи дека нема доверба во... Тоа покажува дека не е лесно во Македонија да бидеш бизнисмен и да водиш компанија. Значи, многу потешко него во развиените средини држави со средини институции. Ако гледате вака колку има, практично ние забележуваме дека најчесто говориме за странски инвестиции во последно време. Ретко се одлучува некој, тука сте во право, да кажеме некој наш домашен бизнисмен да отвори некоја нова компанија. На што се должи тоа? Малите, новите компании, мали. овие што се отвараат со 6.000 евра што и дава агенцијата,
Тоа се најчесто или работат некои игри за мобилен или такви работи, или некој занаетчија кој работи веќе автолакер или така натаму, Да, и па тоа се е еден легализира дел кој што- бизнисот, така, и тоа е окей, така. нели, добро е. И тоа е- Но вложување, замислите, паѓа вложувањето во големите компании, што е многу лошо, значи од индустријата. Освен еден алкалоид, што има значајни, да речеме, инвестиции годишно, поголемите компании кои беа во Македонија многу малку инвестираат во развој. Значи, тие не гледаат интерес веќе, бидејќи се разочарени или мислат дека е несигурност понатаму. Значи, ние мораме кај луѓето и кај компаниите, кај идните млади деца да потикнеме да размислуваат, да прават собствен бизнис, па и да вработат луѓе после тоа, бидејќи ако тоа не го направиме, црвеници пишуваат, тешко. Ако треба да прогнозирате што ќе се случи со оваа ситуација околу минималната плата, што очекувате? Бидејќи еве утре реков одат синдикалците пред Ако владата не го комори, смени односот да остане на ова, мислам дека ќе имаме само законско согласување, согласно законот. Тоа ќе се случи во март. Се уште точно не се знае колку ќе биде, но од прилика нема да биде многу голема разлика, докато 26.6 ќе дојде. Независно од минималната плата, што може да очекуваат работниците? Бидејќи вашата одговорност како работодавец е да обезбедите работа, да обезбедите плата, сето тоа да имате и одреден профит нормално, но што може да очекуваат работниците? Колку ќе можат компаниите да го следат растот на цените за да работниците добиваат повисоки плати кои што Па не, цените веќе во Македонија се смирува, значи инфлација 4, идната година ќе биде помала. Очекува да се смируваат, така? Но треба да, од друга, тој Народна банка најави, бидејќи таа ги држи дизгините, уздите за инфлацијата, но тој друг пат сум кажал, не знам дали кај вас во емисија, значи Народната банка може многу лесно да ја контролира инфлацијата, но таа контрола кошта пари. Значи тоа го најчесто прави со зголемени каматни стапки и со повисоки овие задолжителни резерви на банките. Тоа значи се намалува кредитирањето и на стопанство и население, тоа директно ја намалува економската моќ и растот го намалува. Значи вие што имате ниска инфлација ако немате економски раст. Ништо не се направиле. А уште полошо е да имате инфлација да немате раст. Така да тие две работи се контрадикторни. Не можете вие, ако немате продуктивност, ако не го пораснете GDP и да барате од владата намалите и каматите за да ние имаме поголем раст. А одма инфлацијата ќе ви отиде. Значи мора парите да ги вложуваме во продуктивни проекти, не само во социјални давачки и трошења, бидејќи сите што ни укажуваат и ево сите земете ги извештаите годишни на Европска комисија за напредокот на Македонија кон Европска унија, ќе видите секојаш вели Македонија мора да биде внимателна со идните долгови, со задолжувањето, да го намали буџетскиот дефицит и мора потрошувачката да се сведе на нивото на продуктивноста, бидејќи во спротивно или ќе правиме инфлација, ќе се залажуваме дека имаме пари, а ништо нема да ни вредат, или фактички ќе останеме на ова ниво кој што сме сега. Како од ваша позиција гледате на, и ова е моје последно прашање, гледате на ситуација кога политичар ќе прогнозира, ќе имаме толку и толку економски раст? Еве ќе рече 2, 3, не знам. Како гледате кога политичар ви го кажува тоа? Видите, пак ќе кажеме, едно се желбите, друго се можностите. Македонија, за жал, има многу ниски стапки на раст и сега теоретски кажано, ако има 5-6%, барем 10 години поред, ќе се доближи до Европа. Ама тоа е статистика. Тоа се бројки, тоа треба да го направиш. А тоа не се прави само со желби, као што платата не се поттикнува со желби, значи мора да правиме реформи. И тоа реформи не го зборувам као фраза, туку навистина да смениме она што не кочи, да идеме напред. Без реформи на општеството не може ништо да постигнеме поголем напредок. Ние ќе се радуваме дали било 3,2, 3,5 или 3,6, па ќе ни се смеат синдикатите, многу сте биле четврти во Европа, ќе речат, ама ако земеш ти само еден квартал, може тој квартал ќе се случи прв да си Европа, ама прашањето е што со овие 30-40 години направиме во оваа држава? Колку постигнавме развој? Една Југославија, од Титова Југославија имала над 10% раст 10 години поред.
74 година нашиот динар тогаш не стана конвертабилен, можеше со динар кај сакаш во свет да ја отидеш. Значи економијата ни порасна многу. Тито ги симна луѓето од села, ги симна опинците, направи фабрики, ги носеше со камиони во ги направи индустријски работници. Македонка во Астиба во сите тие комбинати. Тоа беа огромни промени во општеството. Значи тај раст економски не дошол случајно, значи од една заостаната земјоделска земја не направи индустријска сила. Ние сега, кога се распадна Југославија, ги уништивме сите големи комбинати, почнавме од нула да правиме со мали машинчиња, со мали пари, сакаме да правиме високодоходовна економија. Факт е, докажано дека стандардот на едно население, на една држава, најмногу зависи од тоа колку капитал во минатото се вложува по еден вработен. Ако вие сте купиле машина за вашиот работник од 20 милиона евра, сигурно ќе имате, може да му дадете голема плата. Ама ако сте купиле машинче од 600 евра и се вработили две жени да ви работат, нема толка раст, значи, нема стандард. Би можело да се каже дека дојдено време пак за сериозни промени. Односно време. Дојдено е одамна, меѓутоа мислам дека е последен момент да се освестиме сите и да направиме промени во држава. А за жал во тоа улога имаат и политичарите, а тие се зафатени со други работи. Очигледно дека ќе треба многу лобирање од работодавците и па не само лобирање, јас би рекол да речеме една добра идеја, тоа е еден германски политичар има кажано сега, да и се даде мандат од 8 години. За да бидат они, да не се отеретуваат со тоа дали за 4 години ќе ги изберат или не. Па некој ќе започне нови реформи. Да направи долги реформи кои ќе бараат одрекување, кои ќе донесат и негативни политички поени, но тие реформи не се прават. Но не се плашат дали ќе ги загубат изборите после 4 години. А не, ние ќе почнеме нешто, идат локални избори, ајде ќе стопираме, па ќе завршат локалните, чекај уште малку ќе почне. Некој започнал реформи, доаѓа друг почнува други реформи и ги заборава. И така овој период си играме реформи, тргни застани као она што Оро, факти наместо два напред, еден напред, два назад. Ќе му дада на премиеров уште 8 години нека иде, ама да ги направи овие крупни реформи. Убави идеи, меѓутоа треба некој да слуша и да работи и не знам колку се подготвени нашите политичари и власти, не говорам власта, туку властите за такво нешто, ама очигледно е дека времето е тука некаде, не сме ние Грција да живееме долги години со долгови и да не толерира секој, како ќе биде, ќе видиме. Ви благодарам за гостувањето, господин Димитров, и се разбира, се надам на добри денови и за работодавачите и за работниците, сите треба да бидат задоволни. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас. Почитувани гледачи, тоа беше Ангел Димитров, председател на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија, секогаш наш гостин кој што се одзива и коментира на сите теми кои што се важни. Се надам во следните изданија ќе имаме некого и од синдикалците, ќе имаме и од сите кои што се клучни во оваа работа, но ова што на крајот го кажавме очигледно нешто за што треба да се говори. Протестите, минималната плата, да, тоа моментално треба да се говори, но треба да се гледа малку понапред каде одиме и каде би можеле да стигнеме. Останете со ТВ Стар, ново издание Што мисли народот во понеделник.